кога новинарите не се излезени снимателите и фоторепортерите повеќе на терен, кога имаме помалку јавни собери, помалку протести, контрапротести и митинзи, зборувам за масовни, тогаш нападите или агресијата се префрлува на интернет и во тој контекст најчесто кон критичните новинари, критичните медиуми, говорот од страна на граѓаните, од страна на припадници на политички партии, од страна на пратеници дури замислете, се насочени кон новинарите со елементи на омраза и со елементи на закана. Во услови кога институциите не реагираат, во услови кога обвинителството не покрива обвинителни акти и кога немаме практично судска пракса или имаме многу мала, тогаш имаме толеранција на оваа агресија и се мотивираат и останати корисници на социјалните мрежи да посегнат кон интегритетот и кон безбедноста на новинарите. Затоа треба да се смени ова и затоа ова не е едноставна работа и е несериозно кога ќе каже било кој дека поголема одговорност треба да има Сдруженијето на новинари или пак било која медиумска друга организација. Ова е нешто што треба да го работат сите релевантни чинители во државата, а најголемата одговорност припаѓа на владата и на правосудните органи.